часот го отворам заседанието на главната расправа по предметот против обвинетата Весела Брзовска од Битола за едно кривично дело, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот. По доказите кои што денес ќе бидат приложени на оваа расправа, очигледно ќе произлезе дека обвинетата е една од тие несовесни возачи кои што очигледно би внимавале при своето возење. Настанот што ќе биде предмет на денешната главна расправа представува еден од бројните сообраќајни деликти, чие дејствие не е резултат на нечија вина, односно нечија одговорност. Според доказите што ќе ги изведеме во своја одбрана, ќе докажеме дека обвинетата не можела да го предвиди овој настан, а уште помалку да претпостави дека нечи живот ќе биде загрозен. Идните правници од државните универзитети денес во Штип повторно симулираа судење. Пред себе имаа предмети од областа на организираниот криминал, односно дела од финансиски криминал, измами, имотни деликти и слично, преку кои требаше да ги покажат своите вештини во примена на законот за кривична постапка. Самите кривични предмети кои што секој правен факултет ги доби оваа година, има можност преку користење на своите знаења во делот на воведните говори, преку кои што всушност се промовираат ораторските вештини, комуникацијата, понатаму преку имплементирањето на одредбите во делот на она што значи директно и вкрстено испитување, завршните зборови, испитување на странките, сведоците, вештите лица и така натаму. На овој начин универзитетот им нуди шанса на студентите, вештините на адвокатската и судската професија да ги совладаат уште пред да влезат во судница. И мислам дека е значено во поглед на нивното збогатување, на нивното знаење, во значи искуство, за да од факултетот испадат готови луѓе кои можат да се вклучат реално во реалниот сектор без многу подготовки, без многу да кажеме доволно едукации кои се неопходни во оваков свет кој се брзо развива. И затоа мислам дека оваквите настани се исклучително важни за нашите студенти и ние како универзитет тоа го поддржуваме во континуитет. За студентите ова секако е искуство кое не смее да се пропушти. За мене во е втор пат учество на денови на симулирано судење. Пред се тоа значат едни големи бенефиции и привилегија на еден студент да може да учествува на ваков настан, бидејќи стекнува нови пријателства, нови искуства, практични знаења, особено од областта на кривичното право. На симулираното судење учествуваа околу 60 на студенти од 5 државни правни факултети во државата. Симулираното судење е организирано во соработка со Американската амбасада во Скопје.